Во тек се подготовките за одржување на вториот круг од локалните избори за избор на градоначалник во општините во кои не беше избран на првото гласање. Во Кочанскиот микрорегион повторно ќе се гласа само во Кочани и Чешиново Облешево, со оглед што во Виница и Зрновци изборите веќе се завршени. Истече рокот за поднесување жалби и приговори, а кандидатите кои останаа во трка за градоначалничка функција ја продолжуваат кампањата. Во Општинската изборна комисија во Кочани веќе се сумираат резултатите од гласањето на 17 октомври и се распределуваат местата во Советот на општината. До Општинска изборна комисија Кочани не се поднесени приговори и тужби во врска со сумираните и утврдените резултати на одржаните избори на 17.10.2021 година. По извршеното сумирање и утврдувањето на резултатите од гласањето по листите на кандидати за членови на Совет на општина Кочани, Општинската изборна комисија пристапи кон распределба на мандатите за членови на Совет на општина Кочани со примена на Донтовата формула според која мандатите за членови на Советот на општина Кочани се распределени на следниот начин. Коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, освои 8 мандати на членови на Советот на општина Кочани. ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија освои 8 мандати на членови на Советот на општина Кочани. Група избирачи Венко Крстевски освои 1 мандат на член на Советот на општина Кочани. Политичката партија Левица освои 1 мандат на член на Советот на општина Кочани. И коалицијата Движење Одлучно за промени освои 1 мандат на член на Советот на општина Кочани. Согласно роковникот за одржување на изборите, почне и пријавувањето на болните и изнемоштени кои сакаат своето право на глас да го искористат во вториот круг. Истото се однесува и на лицата кои се наоѓаат во домашна изолација поради COVID-19. Од денеска почна рокот за пријавување на болни и изнемоштени лица, кој ќе трае до 23.10.2021 година до 24 часот. Додека пријавувањето на позитивни на COVID ќе трае до 25.10.2021 до 24 часот. Сите болни и изнемоштени лица кои претходно беа прифатени од Општинска изборна комисија ќе гласаат на 30.10.2021 година. Тоа значи дека не мора да се пријавуваат. Тие не мора да се пријавуваат повторно. Државната изборна комисија информираше дека се добиени 13 преговори за постапката за гласање и постапката за сумирање и утврдување на резултатите од локалните избори во првиот круг. 6 приговори се поднесени од Алијанса за албанците и Алтернатива, 4 од СДСМ, а 3 од ВМРО ДПМН. Во источниот регион, единствено за едно избирачко место во Македонска Каменица е поднесен приговор од СДСМ. Вториот круг за гласање за избор на градоначалник ќе се одржи на 31 октомври. Според изборниот законник, победник ќе биде кандидатот кој ќе освои поголем број гласови, односно нема да важат условите како за во првиот круг. Кочани и понатаму останува во третата предпоследна група општини во државата според бројот на вакцинирани против COVID-19. Официјалните податоци што ги презентираше Министерството за здравство покажуваат дека од почетокот на вакцинирањето па до 17 октомври вкупно 16.879 граѓани над 18 годишна возраст или околу 43,2% од возрастната популација во општината ја примила барем првата доза од некоја од достапните вакцини. Во потесниот микрорегион на истокот од државата, од општините за кои е надлежен Кочанскиот центар за јавно здравје и каде што има подрачни единици, најдобар одзив за вакцинирање има во Берово, каде 59,1% од населението примило барем прва доза од вакцината. Потоа следува Пехчево со 54,8%, Делчево со 45,6%, а најмалку вакцинирани има во Виница, само 40,4% од населението над 18 годишна возраст. Втора вакцина примиле нешто помал број граѓани, односно во Кочани се околу 780 лица помалку од оние кои примиле прва доза.
Во другите општини, разликата меѓу лицата кои примиле една доза и оние кои целосно ја завршиле вакциниција се движи меѓу 70 и 350. Охрид, Квадраци, Неготино, Гевгелија и Ресен се петте града во кои над 60% од населението примило барем една доза од вакцината. На дното на листата се Куманово, Кратово, Дебар, Струмица, Гостивар и Радовиш, објави Министерството за здравство. На ниво на држава, вкупно 49,46% од граѓаните над 18 години се вакцинирани барем со една доза. Од Министерството информираат дека во тек е вакцинација во постоечките вакцинални пунктови во државата, каде граѓаните можат да се вакцинираат без да закажат термин. Вакцини има доволно и се достапни за сите кои што сакаат да се вакцинираат. Според најновиот билтен од Министерството, во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 8 починати од ковид. Од нив 5 мина се од Скопје, двајца на 68 и на 85 години се од Кочани, а едно лице е починато од Виница на 47 годишна возраст. Сите пријавени лица починале во болнички услови. Општа болница со проширена дејност од Кочани повторно го објави јавниот повик за набавка на електрична енергија од слободниот пазар. Причина за реобјавувањето на повикот е што на првиот не беше добиена поволна понуда. За нормално извршување на дејноста на болницата ќе се набавува струја од слободниот пазар, а количините ќе се трошат до крајот на оваа и првите 10 месеци од наредната година. Јавниот повик за набавката е објавен и според актуелните цени по киловат час, но и според минатогодишните искуства се очекува да чини над 4.700.000 денари. Рокот на јавниот повик за набавката на потребните количини трае до 19 ноември, а според техничката спецификација планирано е во овој период да се потрошат околу 790 мегават часови електрична енергија, што е помалку за околу 40 мегавати во однос на првичниот повик. Во споредба со изминатите 12 месеци, потрошувачката е приближно на исто ниво. Неголеми потреби за струја, односно во просек по околу 90 мегават часови, предвидени се за месеците ноември, декември, јануари и февруари, додека во останатиот период таа е нешто поизедначена и просечно се движи околу 50 мегават часови. Со оглед што општа болница излегува на пазарот за набавка на електрична енергија, во јавниот повик е нагласено дека во периодот на висока тарифа се очекува потрошувачка на 522 мегават часови. Останатите количини струја ќе бидат потребни во периодот на ниска, односно ефтина тарифа. Болницата излезе на слободниот пазар на електрична енергија, откако се најде на листата на мали потрошувачи кои во 2018-та имале потрошувачка на струја поголема од 100 мегавати. Со тоа го изгуби статусот на тарифен потрошувач. Во Кочани се одржа завршниот настан во рамки на Еразмус Плюс проектот Ар-Еду, во кој учествуваа Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од македонска страна и партнерски училишта од Бугарија и Хрватска. На настанот беа представени резултатите од проектот што имаше практичен дел, односно имплементација на иновативен софтвер за учење и испитување на знаењата на учениците. Финалното тестирање на изготвениот едукативен модул во проширена реалност заврши со тоа што се овозможуваат предуслови за организација на надпреварот. Овој едукативен софтвер што работи во така наречена проширена реалност е составен од апликативен дел и база со прашања и одговори, која содржи 400 прашања и 1600 можни одговори по наставните предмети математика, физика, хемија, биологија и географија. Тимови од по 3 ученика од Кочанското средно училиште, како и од партнерските средни училишта од градот Пазарџик во Бугарија и Лудбрег во Хрватска, учествуваа на транснационалниот надпревар, што истовремено се одржа во трите земји. Членовите на најдобрите тимови од секоја држава присуствуваа на завршниот настан од проектот што се одржа во Кочани. Домот на културата Тошо Арсов е подготвен за 13-тото издание на меѓународниот фестивал на хумор и сатира In Vinica Veritas, што ќе почне во вторник. Годинава манифестацијата ќе трае само 4 дена, со скратена програма поради COVID пандемијата. Традиционално, отворањето ќе биде со изложбата на карикатури што пристигнаа на меѓународниот конкурс, а трите најдобри ќе добијат награди од стручната жири комисија. Според фестивалската програма, по изложбата на карикатури и прогласувањето на победниците,
Театорот Провокација од Скопје ќе ја изведе романтичната комедија Разведи ме во режија на Роберт Ристов. В среда, во 19 часот ќе се одржи вечерта на македонски афоризми, на која ќе учествуваат познати домашни афористичарски имиња. За вчетврток во терминот од 20 часот е најавена монодрамата One Woman Comedy Show во изведба на Надица Петрова од театорот Златен елец од Скопје. На 29 октомври, на последниот фестивалски ден, за учениците од виничките училишта ќе се одржат едукативни часови по карикатура, хумор и сатира. Организатори домаќин на фестивалот Инвиница Веритас е Домот на културата Тошо Арсов, под покровителство и со финансиска подршка од општина Виница и локалниот бизнис сектор. Влезниците веќе се пуштени во продажба по цена од 100 денари. Со оглед на ситуацијата предизвикана од коронавирусот, фестивалот ќе биде спроведен според сите протоколи за работа во услови на пандемија, при што организаторите напоменуваат дека сите посетители задолжително треба да имаат сертификат за ковид вакцинација. Во само еден ден, во акцијска контрола на улиците и патиштата во регионот, што ја спроведе сообраќајната полиција, казнети се вкупно 55 возачи за непочитување на сообраќајните правила и прописи. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, полициските службеници ги санкционирале возачите кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. При тоа, за време на контролата, констатиран е 31 прекршок, од нив 17 за пречекорување на брзината надвор населено место и 14 во населено место. На сите возачи им се изречени соодветни санкции. Исто така казнети биле и 24 други возачи за различни прекршоци. Од нив 17 се за управување возило без возачка дозвола, а една казна за нерегистрирано возило. Исто така, изречени се и 4 казни за технички неисправни возила, како и по една казна за управување возило под дејство на алкохол и за користење мобилен телефон додека се управувало возилото.